Владата во вторникот објави средното стручно општинско училиште Коле Неделковски е ресурсен центар. Директорке, што е ресурсен центар? Значи, во вторникот, со одлука на владата на нашата земја, по 2-годишно учество во проектот за избор кој да биде регионален центар за стручно образование и обука, не ресурсен центар, бевме известени дека нашето училиште е одбрано да биде токму тој регионален центар за Вардарскиот плански регион. Имено во нашата земја има 8 плански региони, при што во секој плански регион треба да има по едно регионално училиште, односно училиште кое што ќе нуди поголем степен на образование и на обуки, затоа што регионалните центри за стручно образование и обука треба да обезбедат поддршка на реформата во средното стручно образование согласно образовните политики и во согласно со националните економски политики. Исто се внимавало при самиот избор кога бил направен за политиката за рамномерен регионален развој, индустријската политика. И ова е дел всушност од проектот кој што Министерството за образование и наука заедно со Европската унија во рамките на статусот кој што го имаме како земја кандидат за членство во Европската унија прави реформи во средното стручно образование. После 2 години работа на училиштето во поглед на аплицирањето и потполнувањето на документацијата, избрани сме да бидеме регионален центар за Вардарскиот плански регион. И тоа во 3 струки, во машинската струка, во профилите кои што се машински техничар, техничар за компјутерско управување, автомеханичар и заварувач. Во сообраќајната струка, техничарот за транспорт и шпедиција, и во електротехничката струка, тоа е техничарот за електроника и телекомуникации и електротехничар енергетичар. Ова е голем успех за нашето училиште, но пред се и за самиот град, затоа што сите општини кои што имаат средни стручни училишта, токму Велес и токму нашето училиште беше избрано да биде регионален центар за Вардарскиот плански регион. Ова значи дека во овој период до 1 јануари ние сме училиште кое што веќе ќе преминеме како училиште од општинско во државно училиште, при што те очекува, се надевам, период на поголеми инвестиции во самото училиште, не само инвестиции за подобрување на условите за реализирање на воспитно-образовниот процес, туку и инвестиции во обуки на самите професори кои што ќе бидат обучувани да бидат обучувачи и тие понатаму самите да обучуваат. Ќе се зголеми степенот на обуките кои што ние досега ги имаме нудено во поглед на постсредното образование, образованието на возрастни, така да мислам дека следен период ќе започне еден голем процес на преструктурирање на самото училиште, кое што како училиште мислам дека заслужено го добивме тој примат да бидеме средно регионален центар за стручно образование и обука. Досега во нашата земја имаше 3 училишта, со одлука на владата се зголемува бројот на 5, значи треба да следи процес на избирање на нови 3 училишта. Ви кажувам, тоа е процес која што селекција ја вршат токму представници од Европската унија во соработка со Министерството за образование и наука. Дали ова ќе отвори можност за запишување на ученици од целиот регион? И втора работа, колку што сфатив, дали во обуки за дооформување или преквалификации ќе можат исто така да учествуваат и граѓани од овој регион? Па добро, и досега нашето училиште спроведуваше обуки за преквалификации и понатаму ќе продолжиме и ќе го зголемиме бројот токму на тие обуки, а и верувајте ми, и ние досега сме запишувале ученици не само од Велешкиот регион, туку од целиот Вардарски плански регион, та дури од Источниот
Плански регион и од југо источниот дел на нашата земја, затоа што бројката на ученици со кои што моментално работи училиштето изнесува 876 деца, распоредени во 34 паралелки во 4 струки. Да, ќе се зголеми можноста, не дека до сега сме ја немале и не дека до сега не сме имале ученици токму од тие региони, туку сме ги имале, но бројката се надеваме дека ќе биде зголемена. И уште само едно прашање, дали ќе имате потреба од дополнително зголемување на бројот на кадарот? Па, сметаме дека ако продолжиме со оваа тенденција, сега моментално очекуваме да добиеме согласност за 4 нови инженери, дека ако продолжиме со оваа тенденција на зголемување на бројот и на паралелките, затоа што бројот на паралелките ни се зголемува од 8 на 9 паралелки во втора година, 10 паралелки сега во прва година, да ако продолжиме на овој начин со оваа бројка на паралелки, што се должи пред се на фактот на големиот број на социјални партнери, затоа што еве пример ќе ви кажам, во прва година ние имаме 10 паралелки, од кои што 10 паралелки 5 се со дуално образование, односно поврзана со социјални партнери. Ако продолжи оваа тенденција, да, дефинитивно ќе имаме зголемена потреба за кадар. Ви благодарам. Ви благодарам и вам. Убав ден.